Почитувана председателки на Инженерската институција на Македонија, која што е организатор на оваа конференција, представници на амбасадата на САД, господјо заменик амбасадор, представници на енергетските компании во Македонија, на академската јавност, на невладиниот сектор, почитувани граѓани и представници на медиумите. Ова е за мене прв работен ден и прво мое обраќање, прв чекор кој што го правам и замислете со жените на тема енергетика. Се надевам дека и мојата работа ќе биде убава, паметна, успешна, продуктивна, како што ни се жените во Македонија. Навистина, денеска сме на важна тема и би сакал да дадам еден свој осврт точно на тема каде што жените треба да бидат дополнително мотивирани за нивната партиципација севкупно во општеството, но секако и во овој важен сектор енергетиката. Новата реформска влада ќе даде шанса на жените енергетичари и ќе го развиваме енергетскиот сектор на начин што ќе целиме кон намалување на цената на електричната енергија за граѓаните и домакинствата, успешно работење на енергетските компании и економски раст во интерес на Република Македонија. На енергетските политики, кои што се обврзавме, активно работеа и жени од ФЕИТ, од ЕВАНА, од БЕК, од Регулаторната комисија за енергетика, преку Комисијата за енергетика на партијата од која што доаѓам, која што ги интегрираше искуствата на голем дел од енергетската експертска јавност во Македонија, во она за што денеска стоиме како програма на новата влада. Тука сум да ви кажам дека отвараме можност повторно заедно да ги реализираме зацртаните цели. Како човек кој доаѓа од демократска средина, каде се негуваат и почитуваат рамноправност и еднакви шанси, знам дека тоа што сите не спојува е професионализмот, преку кој што можеме тоа да го направиме во оваа значајна област за граѓаните и за економијата во државата. Енергетиката е меѓу водечките сили на економијата во една држава. Со обезбедена енергетска сигурност и безбедност се обезбедува сигурен раст на економијата и на општеството. Во наредниот период, владата на Република Македонија силно ќе се насочи кон обезбедување енергетска сигурност и независност. Ќе ставиме посебен акцент на обновливите извори на енергија. Сонцето, символот на нашата земја, ќе биде извор на енергија за секое домакинство. Ќе го зголемиме домашното производство на струја, ќе вложиме во развој на домашните енергетски капацитети и ќе изградиме нови со цел да го намалиме скапиот увоз на струја. Ќе ја вратиме ефтината тарифа на струјата, но за поевтина струја ќе направиме и низ за други стратешки чекори. Ќе обезбедиме енергетска ефикасност, ќе обезбедиме слободен пазар на електрична енергија согласно европските директиви, ќе го донесеме и гасот до секој домакинство како поевтин и еколошки енергенс. На овој начин ќе отвориме и нови работни места во енергетиката. Ова се клучни чекори што ќе ги направиме во енергетиката, за да им овозможиме на граѓаните поевтина струја и стабилно снабдување со електрична енергија, како и стабилна економска клима за функционирање на енергетските компании. За да го оствариме ова, ќе биде потребен ангажман од сите. Вашите искуства се и ќе бидат драгоцени за развојот на енергетиката во Македонија. Следејќи ги европските вредности и уставните начела за рамноправност на жените во општеството, владата на Република Македонија ќе се стреми за поголема застапеност на жените на водечките позиции во енергетиката воопшто. Денес во светски рамки се зборува и истражува многу за родовите прашања и се повеќе студии потврдуваат дека со вклучувањето на жените, компаниите стануваат поетични, корпоративно управувани и имаат подобри економски резултати. Овие практики треба да се поддржат и јас како премиер со моето присуство денеска овде сакам тоа и да го потврдам. Познавам многу жени, енергетичари, докажени маркетинг менеджери, комерцијални менеджери, политичари, кои работат по компании и фирмите, невработени, кои сум убеден дека може да дадат голем придонес во развој на енергетиката и ќе дадеме шанса да се вклучат во развојот на енергетскиот сектор. Ја поздравувам оваа меѓународна конференција, која што за прв пат се организираше во нашиот регион и чест ми е што сум денеска тука јас овде со вас.
Уверен сум дека конференцијата ќе поттикне вклучување на младите девојки во овој сектор. Ќе помогне при донесување одлуки кај работодавците и собствениците на компании при изборот на нивните раководни тимови, затоа што жените се добри лидери. Квалитет и напредок има само ако ги струшиме предрасудите, бариерите и стереотипите за различностите, по која било основа, па и по родовата. Посакувам успешна работа во текот на конференцијата и уверен сум дека ќе има плодни дискусии и резултати. Благодарам.